Колку настојувањето на градоначалникот Илиев да ги поттикне бизнисмените на Пониква да придонесат за што поорганизиран старт на зимската туристичка сезона ќе дадат резултат, ќе покажат наредните месец-два, кога треба да се завршат подготвителните активности за квалитетно функционирање на спортско-рекреативниот центар. Засега Илиев најавува проширување на паркинг просторот на аеродромот, оградување на ски патеката единица, ставање во функција на 5 топа за вештачки снег, поставување тампон на поедини улици и други мали, но значајни содржини. За прв пат после 40 години ние направивме јавни санитари за употреба на посетителите. Понатаму со реконструкцијата на инфоцентарот, значи овозможивме да граѓаните од било кој дел во Македонија, па и пошироко преку влез на веб страната можат да се информират за временските услови на Пониква и да се одлучат дали ќе го посетат или не. Конкуриравме за еден проект од Светска банка кој се вика Осоговски велосипедски рајски патеки, што значи дека велосипедизмот кој е многу атрактивен за овој дел од Пониква. Еден од проблемите е оградување на стазата, за ски стазата единица, каде што ланска година имавме одредени повреди на млади дечиња, бидејќи патот не е ограден. Од тие причини ние интензивно работиме со сопствени средства и до почетокот на сезоната, односно до крајот на овој месец, ќе направиме оградување на стазата, што значи ќе допринесеме за подобра безбедност. Покрај тоа, на средбите со сопствениците на сместувачко-угостителските капацитети, заложбите се поорганизирано да се пристапи кон пружање на соодветни услови за осмислен престој на туристите со посебен акцент на концесионерите кои треба да го подигнат квалитативното ниво на услугите кои ги пружаат. Имав неколку разговори како со угостителите, така и со луѓето кои стопанисуваат со ски лифтовите, навреме да бидат поправени, оправени, се со цел да туристичката сезона ја пречекаме колку толку спремни. Сето тоа заради поголема координираност, бидејќи фактичката состојба на Пониква е дека ски патеките ги организира концесионерот, а опремата е сопственост на општината. При тоа 5 топа за вештачки снег и припаѓаат на општина Пробиштип.